Тогаш бараме на вистина на територијата на Македонија нашиот македонски јазик да биде равноправен. Па таа сите зборуваме сите надписи во касатите на територијата на Македонија да бидат на македонски јазик. Што бараме? Бараме обраќањето на старешините на ЈНА со македонското цивилно население да биде исклучиво на македонски јазик. За нас е големо подценување ако некој старешина југословенски живее во Македонија 45 години и после 45 години не сака да прозвори збор македонски јазик. Тоа смета, тоа искажува нашата подчинетост, односно ја искажува колку нас се подценува и како поединци и како народ. Што бараме? Бараме одреден процент на нашите македонски ретовки да служи војска во Македонија. 30, 40 или 50%. Сметаме дека на тој начин перците добиеме многу по-ефтина македонска народна војска. Што бараме? Бараме командантите на Скопска Данилска област и на сите повојни корпуси во Македонија да бидат македонци. И конечно, најголеми да бидат македонските старешини да бидат на служба на територијата на Македонија. А војно да прашуваме зошто македонските старешини во ЈНА многу тешко напредуваат. Сметаме дека на тој начин ќе добиете пред се една поевтина македонска народна армија и многу посигурна. Зошто? Сметаме доколку на нашите граници према Албанија, Грција или Бугарија стојат македонски национални корпуси. Многу поуспешно ќе бранат нашата граница, отколку на тие граници да стојат и словенци и хрвати. Ние видовме и словенеците и хрватот многу побрзо ќе хврли пушката, отколку тоа што ќе го направи македонецот со собствената граница. Со создавањето на суверена македонска држава се отвара процесот и на нова македонска надворешна дипломатија. Македонска надворешна политика која ќе појавја пред се од интересите на македонскиот човек и на македонската држава. Ние ќе рековме дека 45 години југословенската надворешна дипломатија не вратнала и со немало попрсте за интересите на македонскиот човек. Сметаме дека ако ние, како македонци, самостојно се представуваме пред Европа и пред светот, многу побрзо пред се ќе го интернационализираме македонското прашање. Многу побрзо ќе чуе Европа и во светот дека ние имаме наши македонци и во Бугарија во Пиринскиот дел, и во Грција во Беломорскиот дел. Сметаме дека многу поуспешно ќе му даде шамај и на бугарската надворешна политика, и на грчката надворешна политика во однос на признавањето на нашиот народ, кој живее се уште таму под окупација и под робство. Сметаме дека со македонската надворешна политика многу поуспешно ние, како македонци, се вклопиме во Европа и во светот. Зошто? Ние гледаме денеска дека сите југословенски држави веќе остварија своите зависни контакти со Европа и во светот. Така и словенците, и хрватите, и србите веќе остварија свои спогодби и посети и со Америка, и со Австрија, и со Италија, и со Англија, и со Франција. Единствено, македонската денешна власт, македонската држава е таа која упорно спие, е таа која упорно го тера македонскиот народ во европски сепаратизам и кој му дава само една алтернатива. Тоа е Југославија. Затоа ние велиме на нова политика ќе спроведуваме, а тоа е политиката на Македонија во Европа, Македонија во светот, Македонија во Балканот без посредници. Македонија сметаме може и мора самостојно и достојно да се представува во тие светски размери. Па во таа смисла зборуваме и за отварање на македонски конзулати и амбасади
во сите европски и светски земји каде што имаме интерес, односно на европски и светски земји во Македонија, може би поконкретно во Скопје. Зошто? Сметаме дека во едно турско робство во Македонија постоеле сите можни конзулати, и англиски, и француски, и руски, и германски, и италијански. Тогаш зошто оваа слобода, така наречена слобода, во Скопје, да не имаме тие конзулати? Зошто ние како македонци за една потреба да мораме да одиме во Белград да добиеме тие конзулати и амбасади? Тоа е начинот, еден од начините на кој македонецот успешно ќе влезе без посредници во Европа. На планот на надворешната политика на македонската држава, на македонскиот народ, ние имаме една нова максима, односно едно ново мото. Ако досега нам постојано ни надбива комплекс и велја дека Македонија е најјужната Југословенска република, а со тоа и најбедната Југословенска република, ние тоа веќе го отфрламе и ствараме едно ново мото. Македонија повеќе не е најјужна република во Југославија, туку Македонија е центар на Балканот. Затоа, тоа е границите така. Па во таа смисла сакаме и ќе го оствариме онаа место на македонската држава, на македонскиот простор, географски, културен и политички, што оваа земја, што овој народ го има повеќе од 1000 години. Македонскиот простор е еден од најдуховните простори, еден од централните простори во кои сите војски, во кои сите политики, во кои сите духовни движења запирале или почнувале. Да не зборуваме за античка Македонија, да не зборуваме за моментот од минатиот век, кога Македонија била една од најбогатите турски провинции. Ние мораме тоа место на Македонија на Балканот, како центар на Балканот, повторно да го вратиме и да го обновиме, место од кое се откажавме за овие 45 години, само затоа што моравме да имаме една алтернатива. Тоа беше Југославија, односно по-конкретно Србија. Во поглед на надворешната политика се сместени и нашите нови односи со југословенските држави. Па во таа смисла, ние вериме дека мораме во иднина без посредници да разговараме и со словенечката држава, и со хрватската држава, и со босанската, и со српската држава. И тоа односи кои ќе бидат на равноправни принципи, договарање и соработки. Не нарекуваат србофобија. Зошто така? Затоа што ние во ВМРО бевме единствената политичка партија, единствената институција во Македонија која рече дека она што денеска ни доаѓа од Србија во Македонија не е никаква случајност, не е никаков ексцес, не е работа на никакви поединци, туку е работа на една смислена агресија, на еден смислен империализам со кој македонската држава и македонскиот човек треба да се пари на колена, односно да се натера на послушност. Па во таа смисла зборуваме дека не може да биде ниту случајност, ниту ексцес, непризнавањето на македонската православна црква од страна на српската црква. Не е случајност земјената територија македонска околу манастирот Прокоп Пчински. Не е никаква случајност што на високата институција во Србија, Српската академија на науки и уметности, испрала веќе 2 меморандуми во кои македонците се јужносрбијанци, а Македонија е Јужна Србија. Не се никаква случајност овие секојдневни пишувања на белградска политика во која треба да се докаже дека македонците се србијанци, дека Македонија е Јужна Србија. Не се никаква случајност оние партии 4 до 5 кои имаат членство од неколку милиони срби, од типот на Драшкович, од типот на Шешев, па дури и на господинот Милошевич, кои во своите програми само имаат една глава за Македонија, која е насловена Јужна Србија и пак се третираат македонците како србијанци. Таквата политика не може повеќе да толерираме и затоа
застанат како штит пред македонците и покрај тоа што ги прифативме, односно бевме свесни дека ги прифатиме сите напади, односно сите контрудари која може да ги живее на сила, која се протистави на еден садомански раховизам кој постои денеска во Македонија, односно на српската агресија во Македонија. Кога зборуваме за проблемите на новата југословенска држава, зборуваме и за проблемите на Косово, односно на прашањето на албанците во Македонија. Па во таа смисла зборуваме дека проблемот во Косово постои, меѓутоа ние не смееме во Македонија да дозволиме да го заземеме истиот стат како што го има српската држава кон Косово. Зошто? Од едноставна причина што сакаме да ја видиме суштината, а не она што нам денеска ни се нуди како привид. А привидот е тоа дека само Србија може да го реши проблемот со албанците. Ние велиме спротивно. Сега дека српската држава со репресивни методи настапува на Косово, секогаш тогаш албанците од Косово ги се преселуваат со илјадници во Македонија. И затоа ние зборуваме за супирање на тој процес, на тој механички прилив на албанци од Косово во Македонија. Во таа смисла зборуваме за нови односи на Македонија кон југословенските држави. Ние му гарантираме на македонскиот народ дека повеќе никогаш нема да дозволиме како партија, ако дојдеме во таа позиција, како што се случи 45-та година, македонците доадаат 1 километри дали кон Македонија на сред, да гинат за југословенски интереси, ниту периодот од 81 до 90 година, кога македонците, додека се митингуваше во Белград, беа праќани во Приудиево, Приштина и не знам каде. Односно, никогаш повеќе нема да дозволиме македонците да гинат за некои други интереси, во овој случај југословенски, ако некој утре му затреба во Книнска крајина, во Централна Босна или Фоча. Македонецот, македонската граница може да ја брани само на македонската граница. Само на македонската. Би сакал сега да кажам неколку збора за културната политика која води нашата партија. А културната политика е заштита на македонскиот културен простор. Зошто? Затоа што ние денеска поаѓаме од позиции дека македонскиот културен простор, македонскиот јазик, македонското писмо, македонската култура не била повеќе разорена никогаш. Доволно само ние да прошетаме по улиците на Скопје и видиме дека од секој во тоа Скопје свири туѓа, не македонска музика. Македонците се веселат на туѓа не македонска музика. Македонците ја доживуваат со срце таа туѓа не македонска музика. Дали е тоа случајност? Ние сметаме дека тоа беше една смислена политика во која 45 години македонецот се тераше да го сака туѓето, а не своето македонство. Во таа смисла зборуваме дека денеска во Македонија можат на 2 пати повеќе места да се купат српски вестници, колку што можат македонски вестници да се купат. А затоа зборуваме за заштита на тој културен простор и вериме дека македонската држава мора на вистина многу место и посебно место да посети на новите културни процеси во Македонија, односно зборуваме за создавање на македонска информативна новинска агенција, на македонска радио и телевизија, од едноставна причина што не смееме повеќе да дозволиме од целата програма на телевизија Скопје само 15 или 20% да биде на македонски јазик. Сакаме македонската држава, македонското господарство во таа македонска држава на вистина да го почувствуваме во сета, во правата смисла на тој избор и од тоа нема ниту да се срамиме, ниту да се плашиме во имена која ќе го бараме.
за присвојување на македонската историја. Од 10 точки во нашата програма има само една точка за историјата. Што бараме? Бараме проучување на македонската историја равноправно од трите дела на Македонија: Вардарскиот, Пиринскиот, Беломорскиот. Следаме дека мораме да исправиме една грешка која ни се наметуваше 45 години. Во историјата македонска да ги заборавиме нашите македонци од Пиринскиот и Беломорскиот дел. Сметаме дека во новата македонска историја ќе има простор за таа историја односно на причина што можеме да исполниме неколку лекции од битката на Сутјеска, битката на Неретва, битката на Козара. Ако таму не учествувал ниту еден македонец, а во битката кај Вичо, битката кај Гранос, имаме 30.000 македонци жртви дадено. Со кое право ние тогаш македонците не можеме да учиме таа историја македонска? Значи, зборуваме за интегрално проучување на македонската историја. Што бараме? Бараме преиспитување на сите оние моменти и табуи во македонската историја за кои денеска не смеело да се зборува. Ние мораме да создадеме слободна атмосфера во која секоја наша личност, во која секој временски период од македонската историја ќе може слободно да се преиспитува, а не како што беше досега македонецот заради своите историски ставови да оди во затвор, односно да биде притваран. И конечно, која е нашата последна цел? Нашата последна цел, што јас овде ја кажувам, а таа е прва во нашата изборна програма, тоа е враќањето на достоинството на македонскиот народ, на македонскиот човек, на македонската држава. Зошто? Ако ја погледнеме денеска македонската држава и македонскиот човек, ќе видите дека македонецот, македонската држава денеска нема никакво достоинство. Доволно! Не молам после ќе дискутирате кој сакат за словенци, хрвати и срби. Македонците за жал нигде не се наоѓаат. Зошто? Затоа што оваа македонска држава 45 години работеше да го сруши македонското достоинство. 45 години македонецот беше учен, односно беше третиран да биде вазал, да биде слуга, да биде овој подчинетел кој секогаш само ќе слуша и ќе нема право на збор. Доволно да ги погледнете само сите наши политичари до сега, Лазар Колишевски, Лазар Олицов, Слави Тренов. И видиме дека сите биле само вазари, сите биле само слуги. А таа вазалштина директно се пренесуваше и на македонецот како поединец, на македонската држава како политички субјект. Ние веруваме и ние уверуваме на македонецот дека со ова македонецот многу брзо ќе почувствува македонската држава што значи и ќе почувствува силата на таа македонска држава во идните преговори југословенски, балкански и европски. Веруваме и уверуваме на македонецот дека достоинството на македонската држава многу брзо ќе биде вратено со ова. Сакам околку има присутни представници на средството за информирање, преку ова основачко собрание да се обратам во името на нашата партија до македонската јавност со две обраќања. Најпрви да изразам загриженоста на нашата партија ВМРО од состојбата која произлезе со најавата на СР Србија за воведување царина према Словенија и Хрватска.
Од тој поглед очекуваме македонската влада официјално да се произнесе како најхитен рок, затоа што се думаме дека овој чин кој што пресе има политичка позадина, предизвикува состојба која веќе ќе оневозможува разговор дури и за конфедерална Југославија. Од тие причини ние како партија изјавуваме дека ќе бидеме посреќни доколку Македонија се најдеше на листата каде што е наведена Словенија и Хрватска. Затоа што ние изјаснивме пред југословенската јавност и пред пред македонската јавност дека не прифаќаме да бидеме опашка на никаква федерација во однос на стварање на нова СХС, него Македонија си бара да биде политички субјект независен, односно бараме суверена македонска држава во конфедерална Југославија. Второто обраќање во врска со загриженоста што е во македонската јавност и што со интерес нашата партија исто така следи, а се однесува на тенденциите кои што се пред се генерира на во центри надвор од Македонија, а се однесува до проблемот да се ствара дезинформација во македонската јавност дека наводно некои градови или некои региони од Македонија немаат македонски чувства, односно повеќе би сакале да се приклонат кон нека друга република. Од тој повод ние го изјаснуваме нашиот став дека Куманово чврсто стои во одбрана на Македонија и на македонското. Куманово е врховски град. И ние очекуваме сигурна победа на кандидатите на ВМРО во Куманово. А сега накратко околу нашата изборна програма во економската сфера. Со тоа што јас ќе си дозволам да дадам осврт на некои актуелности, а потоа ќе ја прочитам за да го скратам излагањето, за да може да ви дадеме можност во живо да прашувате нешто што е во врска со нашата партија во самата изборна програма. Во последната контактна емисија на Радио Скопје представникот на СМ-ПДП отворено се искажа дека СМ-ПДП е сепарна федерација. Од друга страна, се почесто и поагресивно реформските сили настапуваат и нудат исто така опција на федерација. А видите, сега сакам да зборувам околу економската програма, да го изјаснам и следното. Ние сметаме дека Македонија заправо и се наоѓа во оваква тешка ситуација, затоа што федерацијата има изградени такви економски механизми кои што исклучиво служат за прелевање од посиромашните кон побогатите. А дури и програмата на господин Анте Марковиќ, која што даде било какви резултати символични во Југославија, не даде одговор на македонските проблеми, напротив, во Македонија предизвика сериозна економска криза, масови отпушање на работници, банкротирање на македонски фирми и така натаму. Меѓутоа, од целата таа концепција произлезе едно искуство кое што може да послужи на Македонија, но под услов доколку Македонија биде суверена држава, а се работи за следното. Ние да направиме економска програма со помош на странски стручњаци, бидејќи управо програмата на господин Анте Марковиќ покажа дека и покрај големата армија на економисти во Југославија, тоа не е доволно. Потребно е сепак да се направи посериозна програма која што ќе тргнува од една друга политичка претпоставка, односно што ќе бара претходно промена на политичкиот систем. А политичкиот систем не може да се промени во федеративна Југославија, бидејќи силите кои што сакаат да го задржат постоечката состојба и своите привилегии се толку јаки да практично не може да се развие тој монопол и политички и економски. Значи, за нашата партија недвојбено приоритет е пред се создавање на суверена македонска држава, која што ќе своја таква економска програма, која што ќе поаѓа од македонските економски интереси и ќе дава резултати во Македонија. А сега, накратко, околу некои од важните сегменти на оваа програма, како што ние замислиме во ВМРО. ВМРО смета дека Македонија
Македонија може да се спаси од економскиот колапс со брза радикална реформа на македонското стопанство. При тоа потребно да се исполнат неколку предуслови: создавање на суверена македонска држава, паѓање на комунизмот како власти систем, уривање на југословенскиот федеративен економски монопол и воведување на пазарна економија. Само во суверена македонска држава македонскиот народ ќе остане независен стопански субјект, ќе биде господар на природните и економските богатства на македонската земја. Сам ќе ги обработува, сам ќе ги организира и ги одлучува, а не како досега да биде во неоколонијален однос спрема поразбените во Југославија. Само суверена македонска држава со својата собствена економска политика може да извади Македонија од кризата. Само во суверена македонска држава странските вложувачи македонски диселенци има дојават својот капитал да го вложуваат во македонското стопанство. Федеративните механизми за одбивање кон поразвиените мора да се урнат. Југословенската федерација во поглед на економијата има само еден разработен механизам: строга контрола и подчинетост и прелевање од посиромашите кон побогатите. И најновата програма на Анте Марковиќ не дава одговор на ова прашање. Така, например, македонскиот селанец е уништен со увозот на земјоделски производи, а од друга страна сумисната таа реформа е принуден пак да купува трактори, алатки и ѓубрива од југословенските производители, чиј монопол е заштитен од оваа програма. Без приватизација на предпријатијата, што се во општествена собственост, нема да има престап во стопанството на Македонија. Приватизацијата е првиот и неопходен чекор за функционирање на слободното пазарно стопанство. Се додека предпријатијата не бидат во рацете на приватниците, во земјата нема да постои слободен пазар на трудот и капиталот. Тие два основни механизми во стопанството на развиените западни земји. Приватизацијата ќе се одвива во процес во кој први сета општествена собственост ќе се прогласи за државна, пошто државата ќе формира акционерски компании и специјални комисии за продажба на државната собственост. Така постепено предпријатијата ќе минат во приватни раце, со што на ефикасен начин ќе се отстрани неспособната и грабавшка технобирократија, која заедно со партиската бирократија го упропасти македонското стопанство. Заедно со приватизацијата, ВМРО ќе посвети посебно внимание на развојот на малото стопанство, кое досега не добиваше вистински услови и беше оневопложувано со големи даноци. Со кредити за даночно леснување, ВМРО ќе помага развојот на малото стопанство во Македонија. ВМРО ќе се застапува за застрасување на предприемчивост и менаџерството во новата македонска економска политика. Каква развојна економска политика? ВМРО ги прифаќа законите на пазарното стопанство, пазарните законитости да бидат регулатори на самиот развој. ВМРО-ДПМН како избрана партија учествува во креирање на глобалната економска политика, а посебно глобалната македонска развојна политика, при што приоритети ќе бидат уравнотежен развој на повеќе економски центри, формирање на македонска банка, поевтинување на државата, преструктурирање на стопанството, отварање нов инвестиционен циклус, развој на македонското село и научно-технолошки развој. ВМРО предвидува уравнотежен развој на другите градови во Македонија во однос на Скопје, со што ќе се освенат катастрофалните економски резултати, а потоа и социјалните и еколошките последици. Поевтинување на државата. ВМРО ќе се определи за стопанска политика која предвидува намалување на буџетската потрошувачка. Ќе се определи за современ државен апарат кој нема да бара толку големи зафаќања како досега од заработувачката на граѓаните. Еден од елементите на таа политика ќе биде укинувањето на функционерските привилегии кои се финансираат буџетски. Преструктурирање на стопанството и основање на мали и средно големи предпријатија. ВМРО ќе даде приоритет на оние индустријски гранки кои доведуваат до брз технолошки развој, сигурен профит и кои имаат подобра шанса да пласмат на светскиот пазар. Се определуваме за напуштање на концепцијата за градење на големи стопански објекти кои го потенцираат суровинскиот карактер на македонското стопанство, а наместо тоа да се основаат мали и средно големи предпријатија. Наредниот период во Македонија мора да биде период на инвестиции, од проста причина што со сегашната стопанска и инфраструктурна состојба никој не може да биде задоволен. За новиот инвестиционен циклус е потребно пресен нов капитал
во македонското стопанство, што ВМРО ќе го обезбеди од продажба на општествената собственост од капиталот на нашите селеници, од странски инвеститори и од директни кредити од меѓународни банки. За да го привлече тој капитал, Македонија мора да стане атрактивен и сигурен партнер. Даночната политика ќе биде на ниво на европскиот просек и ќе се движи од 14 до 36% во зависност од големината на профитот. Царинската политика ќе води сметка за македонското стопанство и производство. Земјоделските производи ќе се увезуваат во Македонија со голема царина, а од друга страна со мала или во некои случаи со потполно ослободување од царина, увоз на производи кои не се произведуваат во Македонија, аутки, автомобили и така натаму. Со отпочнувањето на новиот инвестиционен циклус, подеднако ќе бидат отфатени и стопанството и инфраструктурата. Мора да се постигне енергетска самостојност на Македонија, исклучително право на располагање и користење на сопствените извори на енергија, што е можно сврзано со водостопанството и изградба на грани, вештачки езера и системи за наводнување. Примерни ќе бидат инвестициите со кои ќе се решат најгорливите проблеми во македонското стопанство. Недостиг на енергија, недостиг на вода за лична употреба на населението и недостиг на вода за наводнување. Причина за катастрофалните последици кои во македонското земјоделство се повторуваат секоја година. Инвестиции за изградба на патишни железници, пред се до изградба на патот Скопје-Гергелија со сите погодности за модерен европски пат. Развој на македонското село е стратегиска цел на ВМРО. Со деценија водена погрешна политика за селото. Како последица, цели македонски села се иселија во прикранските земји или големите градови. За да се поврати животот на испустените села, треба да се врати земјата на селаните, давање даночно леснување и специјални кредити на земјоделците, гарантирана цена за откуп на земјоделските производи, градење на акумулациони системи и канали за наводнување, градење на модерни патишта до сите села и електрификација и достојни пензии и здравствена заштита. Научно-технолошкиот развој е побрз ред во Европа. За таа цел предвидуваме таков систем на образование кој ќе оспособува млади стручни кадри способни да ги прифаќаат